Јас прво би започнал со тоа дека нашата држава се движи кон Европската унија, каде што сметам дека владеат некои правила, каде што од особено значење треба да се почитуваат начинот на кој што се проведуваат јавните набавки и при тоа со самото тоа да се овозможи една праведност, една правилност на функционирање на процесот, каде што финансиите на крај ќе завршат кај тој што е најсоодветен, најквалитетен и тој што максимално добро ќе ја заврши својата работа. Ние овдека треба да сватиме во нашата држава, значи дека треба да се насочиме кон овој процес, бидејќи нели одлучно се движиме кон Европска унија, а овдека имаме една ситуација кај нас каде што ни доаѓаат квалитетни информации од бизнисот кои што велат дека дури 90% од јавните набавки се наместени. Значи јас ќе бидам секогаш ние од бизнисот сме конкретни, јасни и директни. Не би навлагал нели во премногу ширење на темата и теоретизирање. И тоа е подкрепено со соодветни факти, меѓутоа до таму е очајна ситуацијата да бизнисмените веќе голем дел од нив неќе да разговараат на таа тема или безпредметно е да разговараат или ако влезат во тужбени постапки понатака второстепена комисија, управен суд, виш управен суд, подоцна во емисијата ќе ви објаснам како сето тоа функционира и како на крај се завршува бесполезно. Напротив, уште повеќе плаќате понатака нели да поднесете жалба до управен суд, до виш управен суд, сето тоа чини адвокати за на крај да добиете некоја корективна бесмислена пресуда која што ја губи суштината на самата бизнис активност што била на почетокот, влегувајќи во административно-бирократски елементи и ќе заврши со тоа да вие ништо не добивате, на крај нема ни обештетување. Поминале 2 години, дури и 3 од самиот процес, а замислете, јавната набавка трае 1 година, а вие се дужите 3 години за таа јавна набавка. Каков нонсенс, мислам. И на крај се завршува со ситуација во која што си плаќате за тие, затоа што вие тужите, на крај излегува дека покрај штетата што ја трпите и уште повеќе трпите плаќајќи ги и државните институции за да се жалите. Дали поради тоа е намален и бројот на жалби од тендерите? Тоа е главната причина? Тоа е главната причина, ова е изворно од бизнисот. Ние тоа секојдневно го слушаме, јас секојдневно комуницирам со многу луѓе, да не речам со десетици, со стотици бизнисмени. И тоа е главната причина. Вели, ај што ќе ги изгубам парите на почетокот, на крај ќе платам уште илјадници евра за тужби, каде што знам дека повторно ќе изгубам на крај. Малку скокнав од тема на тема, за да дојдам до крај, меѓутоа, ако сакате ќе влеземе поединечно. Јас дали може еве чисто да продолжам? Да, продолжете па ќе. Вака, почетокот е дадена јавна институција, нели, прави тендер. Директорот и таа екипа што е таму, каде што го прави custom made. Ке се израз кој што сите го знаат. Custom made направена за X компанија која што може би има вработена и нема вработена, или 2-3 вработени има. И точно параметри се дефинирани за таа компанија за да може само таа да учествува на постапката, односно не само таа ќе учествуваат повеќе, но само таа да го добие тендерот. И понатака тоа значи елиминација на компании што и мене ми се случувало, што имаат стотици вработени, кои што се носители на производство во нашата држава, кои што плаќаат данок, кои што имаат сериозна социјална компонента во смисла на тоа да вработуваат луѓе, чинители се во нашето општество. Така. Во секој општество тоа тие се капка вода на дланката, така се чуваат производните фирми. И сега ви имате ситуација каде што не може поддавате документи и X компанија од овие причини ја добива таа компанија, човек, фирма, ташна фирма или не е битно. Што ви останува следна опција? Влегувате нели во жалбена постапка. Првата жалба е до второстепена комисија за јавни набавки, по одлучување за јавни набавки. Да не згрешам нели некој точно државна комисија и така натака се разбираме. Да не влеземе нели во административни изрази. Таму некои компании се го менаџираат и тој процес и таму да се добие. Меѓутоа може да се случи или да добиете, па таа компанија ќе го врати повторно на разгледување предметот во првостепениот орган, кој што повторно со секако во секој случај до се продолжува исходот и одлуката. Дозволете само да бидам ефикасен и краток. Понатака се продолжува одлуката и повторно ви останува вас опција да одите на управен суд.
За 15 дена одговара чинам државната второстепена комисија, управниот суд секогаш по одлуката одговара за 30. Имате право да поднесете тужба во рок од 30 дена. Вие поднесувате тужба. X компанијата, нели, која што смета дека е обесправена и дека има многу силни докази за да влезе во таа постапка. Влегувате во управниот суд и сега тоа започнува процес. Јас чинам дека тие процеси се минимум 6 месеци, 7, 8, 9, можеби година. И повеќе може. Со влегувањето во тој процес, понатака, управниот суд генерално никогаш не одлучува во интерес на бизнис компанијата која што поднела таква тужба. Односно, секогаш одлучува во интерес на државата, не гледајќи ја правдата како правда, затоа што се доаѓа во ситуација да ако државата веќе исплатила завршената работа која што траела една година, ќе треба да ги врати парите и да треба да обештети по судско вештачење дадена профитна маргина која што изгубил тој што ја поднел жалбата. Така, секако треба да се проверат овие податоци. И сега се доаѓа во ситуација, предпоставувам, јас ова го посочувам како размислуваат тие во судот и вели, ако еднаш платиле да не правиме ситуација, уште еднаш да плати профит. И обично се случува ситуација во која што лично сум учествувал, каде што управниот суд насочува кон второстепената комисија во некоја административна корективна бирократска варијанта, каде што они треба да дадат второ мислење, па повторно тоа се враќа назад и јас идев еднаш до крај и понатака, нели, постапката продолжи до Виш управен суд, каде што на крај беше одлучено некоја мека варијанта каде што сме во право, ама не можеме ништо да докажеме, нити да обештетиме, нити да добиеме. Само морална сатисфакција добивте на крајот. Сатисфакција ја добив. Поминаа 3 години и повеќе. Тоа беше завршено за една година, нели, тендерот и покрај тоа што изгубивме, нели, бидејќи учествуваме, практично изгубивме неколку илјади евра, жалејќи се во самата постапка. И повеќе тоа веројатно нема да го направи. Јас сакајќи бизнисот веќе треба во нашата држава, апропо она што го кажав, нели, се движиме кон Европска унија, треба да се дигне на едно на највисок пиедестал. Тој е создавач на реална вредност, тој е создавач, креира производство, даноците, администрацијата од него зима плата. Ме сваќате, сакам да кажам дека од есенцијално значење е да практично институциите понатака, судот, второстепени комисии, така натака, мора да бидат сериозно квалитетен сервис на бизнисот. Тука треба да влезат, нели, тие, сакав да се надоврзам на претходно тоа што го кажав, квалитетни постапки каде што ќе има правдина, каде што бизнисот ќе стекне понатака повторно доверба во тие институции, каде што ќе се врши обештетување доколку некој направи штета. Еве ќе парафразирам. Само една постапка сериозна да се заврши каде што судот ќе досуди во полза на бизнисот, односно на оној бизнисмен кој што е оштетен на почетокот во постапката, верувајте, тој глас многу брзо ќе допре секаде и ќе имаме веднаш со голем број на проценти намалување на ваквите случувања. Така. Нема такви постапки. Претходно во минатото, не би сакал, нели, да влагам во никаква политичка димензија, имаше едно тело, се викаше Совет за јавни набавки. Тоа беше клучно тело. Таа јавна институција која што го прави тендерот, нели, треба да го објави тој. Меѓутоа, пред да го објави таков каков што е custom made, мораше да отиде во тој Совет за јавни набавки. Добро се сеќавам на тоа, бидејќи тогаш фирмата моја долго време постои, каде што имаше ротирачки членови и сакајќи да учествуваме некаде, знаевме дека дадената јавна институција не може да го намести тендерот, затоа што Советот за јавни набавки ќе ги елиминира оние елиминаторни параметри кои што сака да ги постави за да се земе. И тоа беше еден добар механизам. На крај ќе разговараме за забелешки. Па делумно се согласувам, бидејќи знаеме дека има одредени неправилности во ситуација да кога ќе останат двајца на електронската аукција, односно после електронската аукција, на електронската всушност, извинете, и они постои опција, постои можност меѓу нив да се договорат во однос на цената. И тоа е исто така пропуст. Меѓутоа, ние сметаме дека доколку говориме позитивно за суштинско решавање на работите на решението, тука сметам дека во старт треба да се постави добро работата. Во старт да се постави, потребно е органот кој што ја прави таа документација,
мора да биде изложен на некое корективно действие кое што ќе му оневозможи да го прави тендерот custom made. Го говоревме во самата комора неколку пати и бидејќи ние сме од оваа страна на самата работа, а сакаме вистина да има некој резултат и бенефит, сметаме дека е таму е суштинскиот елемент, суштинското место кај што треба да се делува. Бидејќи ако се оневозможи custom made, тогаш се создаваат реалните предуслови за реална конкуренција понатака. Така, според вас тој е несериозниот проблем во јавните? И понатака кога ќе се влезе во електронската аукција, можеби треба да се изнајде некој механизам каде што со тоа негативно надавање да се овозможи тоа негативно надавање каде што во конкурентска форма ќе се овозможи да се спушти цената и да се дојде до реалната пазарна цена. Сакајќи вистински витален интерес да спроведеме каде што повторно ќе речам на вистински начин ќе се одвиваат конечно работите и барем некој зрак на светлина ќе видиме движејќи се повторно ќе речам кон Европска унија за компаниите, ние сметаме дека треба да се изнајде некој системски механизам кој што ќе овозможи во старт квалитетно да биде решена работата. Повторно ќе се вратам на стартот. Ако стартот почнува од јавната установа која што го дефинира тендерот со своите параметри, ние сметаме дека таму треба на вистински начин да се постават работите, односно во почетокот дрвото треба да расте исправено, не искривено, и ако таму се решат со некој системски механизам самите работи, тогаш ќе имаме реални шанси да понатака тоа квалитетно се одвива и понатака се доврши целиот процес, не навлагајќи нели во поединечни елементи, судски процеси и така натака, него да одат работите така да самите овие тендери доаѓаат кај вистински компании, кај компании што создаваат додадена вредност, каде што се вработуваат луѓе, каде што државата ќе види бенефит бидејќи ќе наплаќа поголеми даноци, а не кај човек фирми кои што понатака се креира нели сива економија бидејќи тие пари се движат по некои темни текови. Така да повторно ќе речам од есенцијално значење на во стартот квалитетно да биде решена работата со некој системски механизам кој што понатака ќе вроди со плод и ќе придонесе за еден целосен поквалитетен процес кој што ќе биде добар за сите. Би сакал уште неколку збора, бидејќи на почетокот кажавме дека судството, односно управниот суд кој што работи на тие стопански постапки најмногу, од особено значење е да сериозно ја свати својата работа и конечно се фокусира не на административни бариери во бирократски постапки и бариери, него да се задржи на суштината поради кој што предметите се движат таму и околу нив се случува ситуација да ни требаат квалитетни судски постапки кои што ќе носат да бизнисот види вистина плод и да не се донесе вистинска правда во однос на тоа да имаме обештетување, имаме бизнисмените најчесто на тоа се жалат на судските постапки, должината и исходот. Кратки судски, ефикасни судски постапки, ефективни. Така да, можеби во овие сите работи кои што ги спомнавме тука заедно, некако треба да се вметне и тоа, да и таму се зголеми контролата на во некои видови на механизми кои што ќе се поврзат заедно со сите институции, односно да се види бројот на предмети, да се види како е проседување, да се прави анализа по некои постапки и да се реагира брзо доколку да се има простор за жалба, да се има простор од страна на бизнисот да дописи да се пратат на некој начин да се стават во целиот тој механизам, затоа што ја знаеме флоскулата дека задоцната правда е неправда. Неправда, да.